Веќе сум расположена во студиото затоа што со мене еден гостин кој веќе добро го знаете и со кој ќе ја споделиме равенката за неговиот успех и за тоа тој што го работи и прави. Неговата задача е да не засмее, да не расположи, на него му успеа уште од стартов на подкастот, ама би сакала да го запознаеме малку и од другата страна, by the way, нели, пошто оваа комичнава му ја знаеме. Бојан Велевски со нас во студио, равенка за успех. Добро ни дојде. Верувам дека ќе ти е удобно и пријатно дружењето овдека со нас и со нашите гледачи. Ти благодарам за поканата. Не се сеќавам кога последен пат сме биле јас и ти во емисија, да не беше тоа последно у Алфа. Можеби да. Знаеш колку време помина од тоа. Знам. Колку килограми помина кај мене пред све. Да. Јас тебе кога да ти идам се помлада си нека. Фала ти. Така му да е така. Значи, Ама помина на вистина доста време, јас мислам дека во Алфа работев пред некој 10. 10 ке да е. Не се поише од 15, пошто оваа 10, година 10. правам 15 години стендап кариера. Ја па ептенија претарав. 10. Значи тоа е Кажи. последно кога си ме видено ја и ти вака официјално? Официјално пред камери да. Браво. Мислам дека и тогаш па не се сеќавам баш што било поводот за гостувањето. Ти ме викна нешто, бев во комбинација со други гости и се сеќавам тематска некоја емисија беше? Нешто беше, да, и се сеќавам вака ми рече позади камери. Мислам не се сеќавам се за кој беше пејач. Добро. Сега не се сеќавам за пејачот, ама ми рече вака, од кога викнав пејачов кај мене, да знаеш, многу му тргна. Стварно. И вика сега и тебе ќе ти тргне. Да? Малце почекавме додека да ми тргне, Ама битно ти тргна. ама да. Имам сенс. Не заради тоа што јас сум носела среќа па им тргнува, него заради тоа што мислам дека искуството, бавењето со оваа професија ми создала некое чувство и сенс за луѓето кои имаат потенцијал. Па веројатно кога некој човек има потенцијал, тој после тоа си го наоѓа патот до успехот, така да и така оптимистички сум ти кажала и на тебе, мислејќи дека ете имаш потенцијал и дека можеш да напредуваш, а гледајќи те како функционираш, гледам и дека напредуваш. Она што не знам колку нашите гледачи го знаат, ти си доста присутен преку ТВ серии, преку некои познати такви ТВ проекти. Заврши ФДУ. Да. Значи факултет за драмска уметност, каде што се едуцираше, каде што се усмери и го одбра тоа зошто? И кога почна тоа да те влече? Ова мајка ми го има кажано, ја не се сеќавам. Јас во градинка негде на мајка ми сум ми кажал дека ќе бидам глумец. Сега, тоа е, не знам, некои 4, 5, 6 години тука негде. Веќе во школа, зборам, кога сме основно тука негде 3-то, 4-то деление, учествувам во сите приредби, учествувам со скечеви од Хихирику, од К15, нешто такво е. Играв и фламенко едно време, кратко, не многу успешно, но пев дел од тие приредби. И после тоа веќе на 9 години сум во драмско студио. Практично јас од свој 9 години официјално да речам сум во драмско студио каде што Снежана Коневска Руси беше. И Томе Витанов, да, заедно со Татјана Гоговска направија стварно прекрасно драмско студио. Од 250 деца одбраа две групи по 15 деца. Значи беше класична аудиција, не беше она као денеска сега ајде сине ќе ти платиме, оди занимавај се. Јасно. Туку беше ќе платиш, ама прво да те примиме. Так. Значи многу беше поинаку од ова Значи денес. треба да влезеш во тој круг на 250 деца, како сега се потенцијални сеќавам. талентирани. Како сега се сеќавам на списоците и јас бев од тие малите деца кој што бев единствено таа малата група што е за помлади деца, кој што беше у старт со повозрастните. Као ме третирале веројатно као поталентирано, послободно дете, ај не талентирано, послободно дете. И тука веќе на 10 години или 10-11 години веќе се појавува аудиција за наше мало. Значи тоа иде едно по друго без јас да го тоа нешто контролирам или едноставно едно по едно се случува. Да. Као... И видиш некои работи на вистина веќе забележам јас од мое лично искуство и верувам дека кај многу луѓе тоа се случува, кога нешто ти лежи, кога за нешто треба, едноставно ти е дадено, патот си се отвара некако, се трасира само, како што викаш, се редат. Проект, значи ти не ги бркаш тие проекти, ништо, ти си дете што да бркаш, мислам, татко ти, мајка ти, едниот у железница, другиот у жителук, што да бркаш ти, немаш, знаеш, не си од некоја фамилија која што ќе рече еве детево да оди тука, ќе оди и сега ќе му даете тоа и тоа, туку
се случуваат спонтано работите. И јас практично, како ти кажам, горе долу кога видиш, јас сум и немал време за избор. Едноставно, ако речеме, сега не сакам да бидам глумец, ќе видам нешто друго. Нема кога. Пошто ти од 9 години се веќе драмско студио, на 11 години јас снимаш најпопуларната ТВ серија во историјата на оваа независна, да речеме, од кога е независна Македонија. Одма после тоа, додека ја снимаш Наше мало, паралелно ти доаѓа Големи и мали, па во едно лето снимам од Сабајле Наше мало, попладне Големи и мали. И сега ти, како ти кажам, ти си дете кој нема детство класично по улици. Да, и тоа е тоа. 5 години го работиш на тоа, мислам, Наше мало, и ден денес мислам дека е можеби убедливо најпрофесионален проект сработен во хајде се, тоа не е филм серија, е ТВ серија, ама мислам како проект. Колку сезони одеше? 5. 5. Мислам дека до сега таков тип на организација по 120-130 луѓе на сет на снимање. Јас не сум го видел тоа. Освен до Балчак кога го снимавме, тогаш имаше по 100 луѓе на сет. Тоа е последно вака што сум видел такво нешто. Сериозен филм, сериозен проект. Да, тоа е. Така да не сум имал некој избор јас во животот. Сакал некел. Едноставно така се реди. И за друго и не знам ни да, мислам, друго кога велам не знам да работам, немам друг занет да поправам, да правам, инаку работам и други ствари, маркетинг, бренд менеджмент, бренд awareness, стратегии, така тоа е веќе во склоп на денешното функционирање. Сите ние што се бавиме со некој медиум, мораме паралелно и тоа да го знаеме. Значи во тој добро, ама јас си го работам тоа како по, да речем, тоа професионално. Со луѓето, мислам, луѓето не ги замарам со таа моја страна, знаеш, луѓето заинтересирани за ова што е што ги занима, све друго што работам не ги замарам луѓето. Затоа и кога ми викаат ајде бе клип сега, еве ново срање се деси, извади клип, чекайте бе луѓе, имам ја и други работи, бе, не само да седам у кола да снимам, знаеш. Добро, па добро е, убаво е кога имаш така еден баланс помеѓу едното и другото, веројатно и ти треба некогаш и креативна пауза, и затоа што твојата работа е креативна и тука треба да имаш инспирација, тука треба да имаш момент кога ќе ти кликне нешто, некогаш и усилено, не знам колку може да се создава и кога се планира. Значи како идат годините, искуството, мислам нормално треба да се едуцираш. Сакам да искористам приликава да им сега не се развива сценава, се појавуваат нови дечки, сакам да им укажам дека комедијата не мора да биде инцидент да ти текне нешто, туку дека може да биде индустриализирано, односно да си ти самиот да си како една мини фабрика која што нон-стоп ќе произведува, Чи ќе си продуцираш материјал, има алатки, има техники, има начин, само има системи за пишување, така што има и блок, некој пат ништо не ти помага, но тоа значи дека пред се ти си истрошен скроз. Но ако не можеш да пишуваш 2, 3, 5 месеци, година, 2, не е блок, веќе станува збор за додека ти си ја истрошил креативната енергија, веќе полека, но сигурно мораш да создаваш од нула. И би им порачал да се едуцираат, да ако не знаат телефонот мој го имаат, може да се јават, да им кажам како. Отворен си за само за поддршка и помош на апсолутно, мислам, креативни млади луѓе. И на колеги, мислам, сите ми го имаат телефонот, кој сака може да се јави, да седна јас и само иницијативно кога гледам дека некој е заглавен, само иницијативно сум се понудил кога треба нешто, тука сум, јавете се. Идам кај сите на настапи, им давам поддршка, особено на младиве, значи кај сите сум бил. Нема млади колеги кои што и дури некои што ни широката јавност не ги познава, од тој некој помал круг што ги знае, дали локално во градот или нели знаеш, мал круг на луѓе ги следат, кај сите сум бил. Не го доживувам тоа како понижување или сега да ќе му идам на настап, не, туку одам, гледам, ме интересира у кој правец се развива сцената, кои се темите што ги обработуваат, па се потсеќам ја на времето кога сум почињал, па ги гледаш кај ќе заглават, па кога ќе отидеш на настап, ќе те видат, морам да признам дека сите колеги што се особено овие помладиве или овие понови, не мора да се млади, може да сме исто у години, ама да се нови. Да. Ќе дојдат, ќе прашаат шо, како мислиш, шо, јас си кажувам она најконструктивно, не е како да те да внимавам што ќе му кажам, да не го усмерам, да не ме свати погрешно, пазам стварно и гледам што можам да на почеток може да го демотивираш, да бидеш премногу. И гледам да ги истакнам добрите ствари. Така направиш приголем, да ги истакнеме добрите работи. Почнавме со факултетот. После факултетот обично нели сите се усмеруваат кон театарот како некоја нели најсигурна, најстабилна работа. Така е. И тоа е веројатно државност е државност.
си ја држам. Да. А ти не се одлучи или беше кратко во театарот? Види, мене театарот ми е прва љубов и знаеш кога си студент, млад човек, студент, имаш соништа, знаеш, ти си млад човек, полетен, сакаш да работиш, буквално не знам колку тоа луѓето што работат друг тип на професија. Сега не велам дека не можат да го разберат, меѓутоа пасијата, страста, љубовта, желбата за сцена и за театар кога имаш ти 20 години, кога си на факултет и ти киснеш у театар. Идеш гледаш представи, таму си цел ден. Некој од нас и сме пораснале во театар. Значи, знаеш, јас сум модел сам да ја гледам Буре Барут 50 пати. Мене татко ми не ме однел да ја гледам Буре Барут 50 пати. Точакот и од Ново Лисиче до центар. Значи, таа љубов, таа енергија, таа пасија не можам да ја доловам со зборови. И кога имаш ти 20 години, во еден момент полека се освестуваш дека ти треба екзистенција, дека ти требаат пари, дека треба да работиш, меѓутоа сето тоа е таму негде позади. Пред се е да влезеш и да работиш и да си го живееш сонот. Да. Јас за жал ја немав таа среќа или можеби сега од оваа страна кога ќе погледнам па сум, знаеш, патиштата господови се често пати многу чудни и колку повеќе јас се трудев да влезам во театар, толку посилно ми се враќаше, ми се затвараше вратата. Да. Многу чудно, знаеш, и фактички сваќам се, не сега, туку низ годините сватив, дека ако сум влезел во театар комедија тогаш, дека многу е веројатно дека ништо од ова што го направив досега во мојата кариера, и со филмовите, и со сериите, и со стендапот, и со се, дека немаше да се случи. Бидејќи јас во театар комедија додека бев среќен само тие саат и пол додека трае представата. Надвор од тоа не се чувствував нити прифатен, нити среќен, нити имав комуникација некоја посебно со колегите, нити од управата да не правиме ни муавет дека не сум бил третиран на никаков начин. Едно време и престана да ми кажуваат проби кога јаме, значи бев сериозно лошо третиран. И сваќаш ти уствари дека си среќен само тие саат и пол. И во оној момент кога јас раскрстив со тој театар, дека не одам таму, дека тоа е тоа, во исто време ми беше и многу жал, ама бев многу среќен. И тоа ми беше мене одговорот после 2 години, 3 мачење таму. Со целиот тој процес и така натаму. Да, со сила да биде нешто што не. И сватив дека уствари треба да издржам, дека тоа го сватив како некоја порака и дека треба тоа да го баталам и да си надам нешто друго. Мене комедијата ми е дадена од Бога, си ја носам во себе, тоа го знам. Може би на некој му се допаѓа тоа што го работам, некој не му се допаѓа, тоа е сосема нормално, вкусово прашање, меѓутоа релативно, да. Да, си го носам ја тоа и ја бев свесен дека треба да си го канализирам тој пат. И дека не смеам да се откажам од сцената, од тие рефлектори, макар тоа било и во кафичи, прво, од сон. макар било тоа и пред 35 луѓе у джубокс, но дека тоа не сме, ако тоа згасне, згаснувам ја. Дека јас немам што друго да правам во животот, знаеш. И така се решив да одам да работам со тоа да се бавам, беше многу тешко првите 2 години после факултет. Меѓутоа таа енергија, јас да можам сега да се вратам 20 години, 15 години наназад, јас на тој Бојан тогаш, ја не знам како тој Бојан тогаш се успел да се избори со сето тоа. Мислам, ја би му дал рака и би му кажал, друже, свака час и да не се сегираш, све ќе биде окей. Мислам, не знам како сум издржал тогаш. Да, гледано од оваа перспектива, веројатно, знаеш, попуштаат сите оние такви надежи, ентузијазам, толкав, кој што си го имал во тој период, што ти давало ветар во грб. Ти ги сечат крилата едноставно, знаеш, ти на млад човек да му ги сечеш крила. Мислам да не садат луѓето погрешно, не сега као демек се ја жртва, не, туку да се абстрахираме дека зборуваме сега за мене, зборуваме за млад човек. Знаеш што е интересно, што имавме и претходно скоро гостин со некои такви чудни искуства од театарот, веројатно таму е некако малце поинаку, некако си има некоја свој свет, своја многу еден свет кој што е така и многу убав, но и многу суров. И има многу лицемерие. Да? Јас имам проблем со тоа. Со лицемерие. Сите ние сме лицемери, мислам да не сватиме погрешно, така сите правиме лице. Така. Да, мене често пати не ми се прави муабет, па правам муабет. И текно е. Јеби го, тоа е тоа. Тоа е лице праење. Така. Си културен. Како да речам, ајде си дипломатија. Дипломатски си
така си правиш муабет, тоа е тоа. Да. Меѓутоа таму лицемерието е на сосема друго ниво. Знаеш, егото е на сосема. Јас кога излегов од театар, кога се тргнав малку од тој свет, таму има и прекрасни луѓе, но прекрасните луѓе тешко виреат. Мора да си дволичен, мора да си лицемер, мора, знаеш, кога се тргнав од таму малце така ми се подсреди егото. Јас сватив колку сум имал ја проблем со егото. Знаеш, да не прифатиш критика, да ти е проблем, да не. Во еден момент се тргаш, поминуваат година, дена, две, и ти немаш проблем со тоа, некој ти даде критика, да ти каже дека нешто не ти се свиѓа, да добиеш негативен коментар, волете све тоа, окей, дел од животот е нормално. Фала Богу. Меѓутоа таму лицемерието на сосема друго ниво и ја имам проблем со тоа, не трпам и лажни авторитети не трпам исто. Тука ми е исто главен проблем. И ден денес имам проблем со тоа. Значи за тебе во секој случај се наредија куцките така да биде ова подобар избор, да си фрилендар, да си можеш да си тераш како што ти си го замислил, како што Сам ти свој газда. Да. Мислам дека на секој човек тоа највише му одговара. Секој кога е под некоја таква, како да кажам, под некој таков притисок на авторитети, на некој да му сугерира, да му кажува некогаш и некој што помалку знае или што не знае да цени, сето тоа му создава притисок, демотивација и така натаму, вака сам како себе пазарот сам те селектира. Сега е добро што овие социјални медиуми се природна селекција и тука нема фолирање, тука или те прифаќа публика или не те прифаќа публика и те прифаќа различна публика и са и тоа има врска, нели, кој ти е таргет, која група на луѓе сакаш да ја таргетираш, колку луѓето, нели, твојот труд ќе го ценат, колку ќе го вреднуваат и само тоа ќе ти носи фидбек од работата. Ти почна со проектот ете со стендап настапите и комедијата, како што кажа, си ја носиш во себе. Од каде почна со стендапот? Како виде од некого, како ти дојде идејата дека можеш да создадеш тоа, се охрабри, како ти беше првиот момент кога застана самостојно на сцена и кога чекаше од публиката да се смее на твоите шеги? Сигурно е голем притисок. Јас имам блекаут од првиот настап, не памтам скоро ништо. Не скоро туку. Нешто памтам. Кога почнував имав една како дека морам дека не смеам да имам ливчиња со мене. Тоа ми беше како тоа ми е како стрес, како сега ливче да извадам, па ја демек ничто не можам да го запамтам текстот, не знам што. И се сеќавам првиот. При тоа текстот го пишуваш сам? Сам. Да. И се сеќавам на првиот настап, тоа се случува кај фонд, оној пензиски фонд што е зградата, до него нели има трговски центар, тука имаше ресторан што сега не постои, се викаше Everyday. Everyday беше прекрасен ресторан, италијански, така убав, скоцкан све и тука ми беше првиот настап. Памтам дека се организиравме и тоа беше нов ресторан, значи заедно почињавме тука у ноември месец 2011 година. И се сеќавам дека тука Карши и Everyday има едни гаражи. Тука темница, тука ништо не се гледа. И јас низ гаражите 40 минути кога што ми трае првиот дел стендапот, па после 20 минути за вториот дел или така или у еден дел го теп, не знам како беше го терав. Ја збор по збор да го повтарам, може едно саат и нешто, бев надвор у ноември. Че адреналинот фул, не осеќам ни топло, ни ладно, ништо. Со некое такво елече тука на мене и вртам позади ги го повтарам текстот, човече. Сега да ми речеш, Боки, застани со нов материјал, саат време, повтори го, теорија нема да се снајам. Ако неам ливчиња тука со мене, ја после 15 години не ти се снаоѓам. Мене ливчето ми е представата, морам ливче да имам. И се сеќавам, застана вака, почна настапот, имаше прекрасна публика, јас тогаш имав некои 1200-300 сабскрајбери на YouTube, клиповите ми беа гледани по некои 7-8-10 илјади по видео у тој период. После неколку месеци почнаа по 100.000, по 150, по 200 на YouTube спориме. Сега тоа и сега се големи бројки, не па тогаш беа стварно големи бројки. И се сеќавам на тој настап некако почнав, знам да ти кажам сега да ме унесеш до ресторанот, знам тачно кај сум стоел, али што сум зборел, како прошло, јас лицата на луѓето не им ги гледав. До 10-тиот настап. Што беше темата првиот? Немам појма. Немам појма. Само се сеќавам кога завршив, дека имаше голем аплауз, ми падна камен од срце и реков, окей, ја ова веројатно можам да го правам. И после имав уште 7-8 такви настани,
кај што не им ги гледав лицата на луѓето, и во еден момент бев гостин во Џубокс, кај некој друг колега, се не сеќам кој беше, не сеќам кој имаше настап, се појавив 20 минути. И тогаш прв пат им ги видов, ми почнав, затерав, луѓето почнаа да се смеат и само како да ми се тргна вака завеса и почнав да ми гледам лицата на луѓето. И викам, им ги гледам фаците. Разбираш? И тогаш прв пат го доживав тој адреналин вистински да уживам, оти претходно се мачев, не уживав во ниеден настап, знаеш. И после тоа нормално. На грч, на стрес кој се имал пред И настап. после секој настап, првите 2 години немаше настап да помине, глава да не ме боли кога ќе се отидам дома. Значи, осеќаш она rewire на мозокот, значи ти се виугиве кога ќе си легнеш, ти се преспојуваат од ново, ти се рекомпонира мозокот внатре за оно што се спрема за оно што треба понатаму да го работиш. Сега може вака научна врска нема тоа, не знам. Но така го осеќаш, знаеш, како мало дете кога расте и го боли, не знаеш што мозокот му се врзуе. Како на мало дете исто. Така беше почетокот. Интересно, претпоставувам дека е голем грч, затоа што сепак застануваш пред една публика и мислам дека во глумата, комедијата е можеби и најтешка. Убедливо е најтешка, иако тоа ти изгледа кога гледаш Меси како дрибла, а он има наједноставни дриблинзи на свет. Роналдо има покомплицирани дриблинзи. А Меси има наједноставни дриблинзи на свет. Кога гледаш Меси како викаш, лесно бе, како иде од лево у десно. Ајде оди од лево у десно. Значи колку е поедноставно тој што го работи, толку поедноставно изгледа, толку е потешко. Мислам, тој го донел до ниво на мастер да ти изгледа толку лесно. И затоа луѓе викат, јас сум многу смешен да се качам на бина да кажам 2 вици. Ми си има десено тоа пару пати, имам дајано микрофон, кога сум бил помалци искусен, сега дека тоа не може да се деси. Ќе застане, ќе види 200 луѓе пред него и се збунува. И сега кај ќе одиме? Да. Види очекувањето во комедијата е многу поинако, ти треба да ги расположиш, треба да ги насмееш, ако пропадне вицот, пропадна представата. Знаеш како стендапот е многу зезнато, ти немаш партнер. Да, немаш да ти си микрофонот, како у тенис, ти и рекетот сте. Толку е, ако ти не знаеш како со рекетот, тој ќе те згази од другата страна. Да. Малце зезнато, стендапот е многу тешка категорија и толку е тешка што ме чуди што така лесно се случуваат сега, мислам, така лесно се фаќаат за микрофон. Мислиш дека има така доста нови ликови кои се лесно се фаќаат за микрофон и после кога ќе застанат на сцена, пак ќе ти речам, тоа што го кажав на почетокот, не го кажав за џабе. Кога реков, ако не знаете како се прави, или ако, знаеш, да, едуцирате се, не значи ако си гледал ти 5 сата на Netflix, или си отишол до Софија, Луис Сикеј да го гледаш, пошто, да речем, почесто оди у Софија, ти више све знаеш. Или си фатил авионот, отишол до Барселона да гледаш некој комичар, не знам, и сега све знаеш. Мислам, ја не сум го гледал ни Луис Сикеј, ни до Барселона сум бил да гледам комичар, не сум бил. Ниеден не сум бил. Макса ми се сакавме да го гледаме у Атина со Каролина прошла и предпрошла година, ама не успеавме, не се погоди. Да отидеме да се искомбинираме со обврски. Така да сакам ти кажам, не е така едноставно. И сега ќе се фатат за, значи ќе снимат 5-16 видеа и немаме производ, така ќе се фатиме за микрофон. И тоа е во ред, легитимно. Сите сме го правили, јас сум го правил. Сакаш да пробаш. Меѓутоа јас немав кого да прашам, Маја. Ние кога почнувавме, немавме кого да прашаме. Ние бевме самоуки и го одевме најтрнливиот пат бидејќи не постоеше сцена. Проблемот е сега што има кого да прашат. Јас сум 15 години оваа година, Маријан Георгиевски ти е 15 години, Никола Тодоровски ти е 15 години, Сашко Коцев ти е колку време 15 години исто на сцена, зборам со стендап само. Сите ние сме по 15 години на сцена. Имаш кого да прашаш. Така, имаш со кого да разговараш, имаш кого да побараш помош. И ќе застанат на сцена. Соработуваат ли колегите вака, вие што сте толку години на сцената, соработувате ли? Јас и Маријан соработуваме многу, преска пиевме кафе. Буквално. Така да соработуваме, работиме, споделуваме. Знаеш како многу ми е криво што многу порано не почнавме тоа да го правиме. Ние бевме, да ти кажам убедливо, најлути ривали на сценава. Некако не се знае зошто, да ме прашаш денеска зашто. Нити јас знам, нити он. Не, така се случи едноставно. Некој електрицитет кој што не ни е јасно ни на двајцата зашто постоел.
Маријан беше од Битола? Да. Па може ради тоа. Баш кај јас сум потекло од Прилеп, полоша комбинација за битолчанец, не може, значи скопски прилепчанец и битолчанец. Ева тука било. Уште охриганецот ни фали и очи да извади. И не знам, така едноставно, меѓутоа сега споделуваме некои работи, знаеш, и си викаме кога разговараме, често викаме леле човече. Види колку сме можеле да бидеме понапред како артисти, како комичари да напредуваме, ако ова сме го споделиле пред 15 години. Ако ова сме зборам се за работи што сме си ги споделиле за проблеми што нас не мачат, кои што публиката не ги гледа. Знаеш, меѓутоа гледам сега по младиве колеги гледам дека се кои ти се најомилени тематики? Кога е стигнато до прашање? Пошто нели има некои работи што ти се што не некој него, се што го презентираш таму, за да биде комично, мораш многу длабоко да го познаваш, да го доживуваш. Да, нели, извлечеш комичниот дел од комичната страна на таа прича, да речем. Види, јас извадив едни видеа, така, да речем, со политичка сатира. Па сатира можеби е прелесен збор, да речем, прилично брутални беа пред 2 години видеата, со црните листи, со Мијалков, со Вицето, со плата 300 евра. Мислам, тоа се брутални вистини, споредба меѓу Швајцарија и Македонија, платите тука, таму, менталитетот наш со менталитет. Значи, тоа се малце, тоа си некои опасни, да речем, теми, каде што лесно можеш да знаеш да најдеш на осуда од едната или од другата страна или да малце знаеш да идеш по ивица. Зашто секогаш публиката има симпатија кон ајде трнеме партиите на страна, него чисто зборам се да речеме кога збориш за збориш сега на пример за Швајцарија и за Македонија. Некој што живее у Швајцарија 20 години, него му е подрага пример сега. Некој му станува драга Швајцарија, можеби не му е подрага од Македонија, ама ќе рече се што збориш ти сега така за Швајцарија. А ти не збориш така за Швајцарија, туку само правиш споредба меѓу менталитетот и начинот на кој што размислуваме, кроз апсурд, кроз иронија, кроз сарказам и така натаму. И сега тоа знаеш, пораката не е на прва, пораката е малце подлабока. Не е на прва. И сега некој ќе ја прифати, некој не, небитно. Муабетов ми е, мене политиката многу ми лежи. Јас долго време ја чував како адут и не ја имав извадено вака на видеа да ја гледаат луѓето. Од проста причина што сметав дека не сум доволно зрел како артист. Зборам да пораснам малце во квалитет и да ферментираш кроз годините во изразот, во квалитетот како артист. Значи да пораснеш буквално и животното искуство и така натаму. И сметав дека кога ќе дојде право време дека тоа ќе го направиме и ќе биде добро. И тие видеа стварно ден денес каде да се појавам, буквално нема човек, како ти кажам, да се после 2 години да се појавам во некој град кај што не сум бил полого време, вика тие видеата за Сашо Мијалков и за Вицето, леле колку се добри. А има ли се класифицирали така тој тип на комедија, да речеме, според некои интелектуални нивоа и според тоа кој ти го сваќа хуморот, кој ти е групата, таргетот? Дали е се за широки народни маси или има комедија која е малце на друг левел, ајде да кажам? Постои ли такво класифицирање? Види, прво у старт да ти кажам вака се, значи кога зборам. Нели има од хумор до хумор. Така е. И на секој различно реагира на хуморот. Некој може да му да каже, без везе шала, некој да му е тоа. Види, тоа е веќе амерички виц за шалам. Ама така од прилика. У принцип, добро сработена шега. Добро сработен сет. Бит, уствари. Бит е краткото, сет е како темата. Значи, бит може да биде 3 реченици, 5. А сет е нешто што трае 5 минути, 2, 3 минути, 5, 7, 10. Добар сработен, да речеме, сет од тематски нешто, што е добро сработено, може, например, да не му се допаѓаш ти како сензибилитет. Ме разбираш? Уствари, публиката да се врзе за твојот начин на израз. Например, не знам, некој може го нервира, пошто ја, например, може би зборам поише на скопски. Пример. Некој го нервира што некој збори охридски, некој го нервира што некој што збори битолски, некој, например, не знам, му е посмешно тој што збори на битолски, тој што збори на скопски. Пример. И се врзува, публиката не размислува премногу као да навлегува, не се замарат луѓето, имаат своји проблеми. Они се лепат за тоа што нив им се свиѓа или не им се свиѓа.
И сега ние можеме да збориме дека за нивоа на комедија, за какви нивоа има, дека не знам кога пишуваш текст, дали сакаш да пренесеш порака, дали ти е на прво. Например, јас имам шоу што се вика Прирачник за жена, кој што апсолутно нема некоја посебна порака. Туку е, јас го викам тоа стендап за после работа. Си ја зимаш жената, доаѓаш на стендап и се убиваме од смеење. Сите збориме за митови, стереотипи во бракот, околу мажот, околу жената. Збориме сега тука сега тука доаѓаме до моментот на каква комедија, на какво ниво збориме. И сега Прирачник за жена и зборуваме за машко-женски односи, меѓутоа зборуваме за ниво на комедија која што на ниво на психологија и на ниво на митови што важат во брак. Да. Тоа се митови. Сега, после секој мит има и по некоја вистина. Нормално, Да. за да биде смешно мора да има вистина. И сега кога збориме за машко-женски односи, јас темата, целото шоу, ако станува збор за машко-женски односи, нема ни еден вулгарен момент. Че ние можеме да зборуваме и за сексот, но на ниво на психологија, на ниво на митови и на ниво на карактери. Така. И сега, ти имаш, да речеме, имаме такви артисти на сцена, кои што машко-женските односи немаат проблем да ги третираат на ниво на... Да ризам некој на... Сега, ова е YouTube. Да. Значи, за да доловам сликата колку е тоа, да речеме, на ниско ниво, значи станува зборка што се прават мобет за пички, курови, ебење, дркање, сперми и дрога. И ти седиш тука и слушаш тоа. И тебе не ти е јасно што се дешава. Добро. И сега тука зборуваме, кога ме прашува сега за нивоа, тука имаш ти две различни нивоа на комедија. Сексот како тема, сите сме го поминале низ годините како помлади артисти, да, може да збор. И јас го имам тоа како помлад, ама го имам пред 10 години. Не на такво долно ниво, но сето тоа низ годините сум сватил дека не ми брка работа. И сум рекол, окей, нема да зборам пример за секс пози. Темата за секс пози можам да ја конвертирам, да ја направам на друго ниво, например. Да биде да зборам пак тука да биде, ама да е на повисоко интелектуално ниво. И се што јас дури веќе влегувам у своја автоцензура на тој начин, да све што е непристојно, само за да се одделам од тој наплив на десингерица хумор кој што ни дојде овие 2 години особено, јас се автоцензурирам за да устарцум на публиката сама подсвесно да си направи разлика. Ме разбираш? Одиме тука, гледаме пички, курови, ебење, дркање, сперми и одиме тука на Прирачник за жена и нема ништо, а се машко-женски односи. И луѓето подсвесно сами си ја прават разликата. И веќе коментарите стигаат од сите страни за двата пристапи. Знаеш, пошто знаеш ти една година ќе ти помине, видел кој видел, втора година ќе тераш со уште повеќе луѓе, тоа во еден момент се враќа како бумеранг. Знаеш, што ти како топче од зид кој ќе фрлиш, како ќе го фрлиш, така ќе ти се врати. Ако го фрлиш силно, може да ти уфаца, знаеш, треба да внимаваш. А добро, интересно, значи тој пристап е многу битен за да Апсолутно. го усмислиш и за да тоа си добие некое ниво, ако сакаш да држиш некое ниво. Апсолутно. И ако сакаш да селектираш својата публика. И затоа кога ти да, велам, каде да вибрираш, нели, на кое ниво. И затоа ти велам, ќе снимиме видеа, скечови ова, видео, скечови ќе бидат вирално и ќе се фатиме за микрофони, кога ќе застанеме, публиката ќе дојде од интерес да те види за прв пат. Ќе имаат очекувања, сакат да те видат. Си ги придобил и сето супер. И продуктот кој ти е. И кога ќе видиш дека уствари треба да седнеш, да напишеш, да го осмислиш, па да го пробаш пред 50 души, 70, па и бива, не бива, па уште еднаш да го пробаш, не можеш ти одма да идеш на турнеја или да фатиш сала од 700 луѓе, ќе застанеш што имаш како продукт. Значи, само за да извлечеш ти по секоја цена насмевки, да одиш со десингерица пристап, така го викам ја, тоа турбофолк. Свегаш. Во секој случај да не е едноставно, сигурно дека. Па не, и сето викам, сакам да ова го користам моментов се, извини маце, го расширив ама битно ми е бидејќи не сакам во тоа да ни се претвори сцената. Сепак јас сум еден од основачите на сцената и чувствувам поинаков тип на одговорност. Сакам да го комуницирам со помладите колеги, па макар и вака било јавно, за да не се претвориме во десингерица сцена, да не ни се случи тоа што се случи на кај пејачите, да не се случи. Зошто? Ние сме сите глумци, интелектуалци, треба да тераме кон нешто повисоко, поквалитетно, а не по секоја цена да застанеме и да, ако пак ќе ти речем, еве јас например не се плашам да побарам помош. Сум го побарал Божидар Божиновски од 2023 година и сум рекол, друже, ја имам проблем, истицан сум, немам доволно креатива, ми треба
простор, еве напишав нешто, види го, Божидар го крена тоа на друго ниво, ми даде друга перспектива, ми го врати текстот, и јас земав, напишав, допишав и стигнавме до текст кој што во 2023 година, кој што зборува за, пази сега премисата на шоуто, влијанието на социјалните мрежи врз секојдневието и како тоа ни ги менува целите во животот. Тоа е поентата на мојата претходна турнеја. Кроз комични ти на прва не ни осекаш дека е филозофски поставена, Да. но именно кога ќе заврши шоуто, после викаш овој пример го видов, овој пример го видов, па ми стигаа пораки на сред турнеја. Ова што го збореше, го видов, кај другарка се деси. Ова го прочитав на интернет, исто ова што го збориш у шоуто. Леле, се фатив јас ова како го правам. Ме разбираш? Да. Да се пронедат луѓето. Идеш на тук левел не е срамота да побараш помош. Еви за оваа турнеја ние со Божидар пак работиме заедно за да направиме левел ап. Јас си правам левел ап самиот на себе. Како се викаше претходната турнеја? Ствелија мислам. Ствелија мислам, да. Тоа ти беше, мислам, баш интересен слоган. Па го имав на Facebook цело време беше и по интернет и викам сега да ставам хук наслов, од го ставам се во Facebook, Instagram, знаеш дугачко е ова, и го турив Ствелија мислам и запали многу јако. Да, интересно, баш интересно. А што ти е некој краток скеч кој ти бил така што највирално поминал, да кажем? Види, највише прегледи имаат видеата за Мијалков и за Вицето. Комбинирано, мислам дека се 3 видеа се со по минута и пол, има едно 2 минути, нешто така. Мислам дека комбинирано Facebook, Instagram, TikTok, дека вкупно трите видеа имаат преку 10 милиона. Зборам вкупно. Сега може да си помалце 7-8 милиона, 10, не знам тоа што треба да видам, меѓутоа само по Facebook имаат по видео по милион и пол 2. И ми беа и на Инстаграм во колаборација со Камај, ама нешто ги нема видеата, па ги репостирав пак. Така да има многу гледаност. Тие се убедливо највирални до сега што ми се имаат десено. Значи сепак ние сме таков народ што политиката не е најбитната работа. Ама треба да ја погодиш, значи. Да. Се сложувам Треба да ја дека и погодиш. квалитетот и све. Меѓутоа како тематика ни е најинтересна секогаш. Да. Не знам зашто, ама толку сме стварно инволвирани во тој политички дел. Има психолошки еден феномен за тоа, затоа што например кога се чувствуваш ти, сега не зборам сега конкретно за нив двајца, зборим општо за политиката. Кога се чувствуваш ти како условно речено, збориме за народ општо, на некој начин угнетен, сега по наводници, од типот на репресиран на различен начин, може да е со избори репресиран, со митинзи, со реклами, зборам за таков тип на, не за физичка. Така е нас тоа многу го има. Да, значи збориме си репресиран на некој начин и сега во еден момент се наоѓа некој кој што збори конкретно за некои ликови. И ти чувствуваш катарза. И си викаш, ако убоим речи. Ослободување, да. Да, и тоа е психолошкиот феномен кој што се крие зад политиката општо и затоа толку лесно пали. Ја споменавме Каролина, тоа е твојата сопруга. Да. Колку време си веќе во брак? 10 години оваа година, брзо беше ова, се снајдов. Ева супер. Значи юбилеј. Да, юбилеј оваа година правиме. На ден на ВМРО се земав. Па за политик. Не така се погоди. Неработен ден беше нешто, недела беше одредената неработен ден, понеделник нели се префрла. Искористивте вие. Да, и ја као груја влагав. Да, довече. Ке се разведовме за малце, ама добро. Како се интересно имаше, прочитав негде вашето запознавање, дека беше многу спонтано. Љубовна приказна на црно-бело си. Да. Да, некако тоа отиде многу така, многу кликање имаше, се изненадив. Добро, луѓето ги интересираат такви теми, малце сме ние трачарска, мислам не ние, Балкано сме трачари тука, сите. Да, трачат ние. Освен словенците и они не трачарат, они се друга димензија. И се случи тоа спонтано диско. Да бе, ја мислев женава дека мене ми прави живели, оно позади мене шанкот бил. И на келнерот ми вика, дај уште едно пиво тука, дај донеси. Ја мислам, мене ми вика здраво, ја толку ми требаше. Одма, значи одма тука динг позади. Клизачи, она со грб вака свртена, пред незе стои братучетка една незина. Има еден тука глуп позади, сврти се. И се врти, што сакаш бе ти? Да те запознаеме што сакам. И тука почнавме малце муабет и она. Играв па на крај на вечерта, мислам дека беше Громовина душа од Тоше ја пуштија за крај, па заигравме тука еден танц
И нормално се бакнавме, тука све окей, и после тоа ја испратив до такси, си отиде дома, и после тоа едно 2-3 дена не кеше да се видиме, јас бев прилично упорен и Успе. викам кај си, у Геге, ла. Преку мостот морам да поминам. Викам, добро. Ја у Ново Лисиче, чартер со петката. Охо. Чартер. Значи, со петката, дур да стигнам ја од Ново Лисиче до Геге, она више е разведена со 2 деца. Стигам тамо, нешто на стената беше, купив нешто сокче она. Поседовме и првиот дејт ни беше на стадион Македонија, Република Ирска. На јужна трибина седевме и после отидовме. На фудбал ја однесе број. Она е по фудбалот, човече. После ја носев, после пред свадбата, мислам дека беше, ја носев на, или после свадбата, не се сеќавам, не е битно. Ја носев во Торино. Она е најувач на Јувентус и ја изненадив така. Снимав една серија, ми се погодија некои парички ми влегоа и сите пари ги потрошив на Торино. Бевме една недела таму, ја изненадив, си поминавме супер и така. И така се случи. И гледа фудбал она, и гледаме фудбал заедно. Супер добро. Зашо не После утакмица тука и отидовме. Ти љубител на фудбал, па. Не. После утакмицата на првиот дет отидовме да јадеме тост. Ондека позади кај Луна паркот што не постои. Значи класика old school си. Old school, да. Со последните пари јадевме тост. Се утепавме од шетање, ноза не болеа, али не можевме да се разделиме од муабети, така некако се поврзавме на прва. И така, не можевме, ние многу разговаравме, она е, има прочитано една библиотека плюс од мене, многу е, така, зборам, има стварно многу книги, сега треба дома библиотека да ја правам. Не знам кај ќе ги ставам, преку 300 книги, се кај ќе ги турам, не знам. И така се надавме на повеќе теми, додуши ние на факултет доста читаме, сакал некел читаш, сакал некел. Сакал некел мораш. Да, и така, мислам... По професија е? Она професија е, мислам, по диплома е македонист. Тоа ќе му дое филолошки или филозофски ли е? Вајда, појма немам. Да, значи тоа со книжевност, како таа словенска книжевност, така нешто се вика називот. Меѓутоа работи во градежна индустрија, прилично успешна во тој дел, тоа е машки свет, машки бизнис. Значи нема доперни точки со глума, со естрада, Па со... Не, мислам, пишува, да речеме, еден роман, си пише, она си го држи тој момент на, оти сега толку книги да прочеш, мора тоа полека негде да оди. Кога има време, има еден роман, си го работи неколку години, полека си го куцка за кејф и е некако, поради пошто работава, знаеш, згради, плочки, тушкабини, инвеститори, плацеви, царина, само ќе почнам избори 5 минути, ја више се гасам. Ова ќе го исечеш. Нема. И се опуштив ја. Нека се знае бешо дека се гасиш. Сам па се после гасам, 5 минути. не разбирам ништо ни од царина, ни од плочки, разбираш, ни од тушкабини, ни од плацеви, ни од маркици, ни од... Ке слушаш и ќе климаш тоа глава. Па климам. Епа. Не, за климање климам. Тоа е нешто. Нон-стоп климам. Климам. Што е право? Не, она ќе се искаже битно. Да. Е ќе олесне, не за? Некој пат доаѓа расположен и ми вика, ќе ти кажам што ми се деси, ама знам дека не те занима, тури едно кафе. Вика, жено! Месец дена не ти барам. Ко да ме почастила, значи месец дена не, само за тој еден ден. Не, викам, супер, готово. Гратис ти од мене вика и улошки ќе се стигна да ти купам. Го сакак хуморот твој? Се сме. Не. Злобниците на Твитер ќе речат па нормално дека не. Не, види, у принцип критичар ми е Каролина. Мислам, види, јас дома немам хумор. Чам јас сум дома. Сериозен си дома. Не сум сериозен, ја не постојам. Ама не зборам дома. Че уста не отварам, освен ако сам уста не отварам. Си разговараме ние. Дома зед да не си. Телевизор без тоа. Не. Ние разговараме, да речеме, кога разговараме за теми што не се окей, си правиме увет. Зборам сега, ја во принцип дома не зборам, бидејќи некако надвор енергијата ми оди. Носам се со луѓе, носам кај да се појавиш со луѓе, идеш, разговараш и некако дома ми е дури некој пат криво. Знаеш, си викам, зошто бе, викам вака, знаеш, дома затварам уста и не... Намкјор си?
Па намкер така малку. Малце намкер. Да. А имаш синче од 8 години. Да. И он сигурно сака да се дружиш, да си играш. Да. Не, самостоен е многу, сам си игра. Стварно. Мислам, види, тоа му доаѓа од двете страни, и јас сам си играв како дете и Каролина исто она сама. Све сами сме, значи, не сме нешто, као дете си има... Значи има... генетика тако. Да, си наоѓа занимација, си тера, али у принцип се дружиме, да речеме, ете, одиме некој пат на стадион заедно, одиме на представи често, го носам, гледам да му развија малце љубов кон културата, кон уметноста, не кон... Конкретно кон глумата. Да, него сам уопшто, не го малтретирам на таа тема, него го прашам, сакаш да ме представи да гледам, порано не сакаше, кога беше малце помал. Сега му е некако магично и бара сам, да речеме, сака да оди. Баш убаво. Види, од малино да се стекнува тоа чувство, тој сенс. Колку повеќе одиш, култура повеќе малце сакаш знаеш да одиш. го усмериме, Да. малце да е сепак од оние деца што се интересираат за култура, што Да. еве не знам, од нигде никаде, сега не знам, малце ќе е чудно можеби. Никој ниту му го пуштал, ниту му го давал, ниту му го терал да го гледа, Тоше Проески му е омилен пејач. Ние секој ден кога ќе го земам од школа, Преска го земам од школа и не смеам одма да го носам дома, туку влагаме у кола и он си бира од Тоше Проески песна и ние мора да свртиме круг низ мало у кола, да си ја пушти песна, а си ја испее песната и си одиме дома. Те гледаш, сам си пројавува интерес како што... Значи никој нити го терал, нити му давал, нити после школа го замараме, нити го тераме, нити го форсираме. Значи буквално е онака детево е пуштено да си најде свој, не сам испуштено од други, него Да. свој интерес, свој ова, сега ние малце да го усмериме, го тераме малце поише да чита, малце поише да... Нормално таа дисциплина, тоа што е нели воспитување секако, меѓутоа не култура наметнување. повеќе, да го усмериме кон уметност и кон култура, да го интересира, бидејќи тоа после ќе му донесе други фази во животот, да се развие интелектуално подобро, нели? Тоа е многу битен момент. Јас тоа го паметам од дете. Татко ми таков пристап имаше некој на балет ме носеше, на секоја представа, на секој филм во кино Бамби на времето, на секој концерт, на утакмици, на ракомет. Туку сестрано сум функционирала како дете, што сите тие работи отпосле, кога пораснав, ги почувствував како некоја општа култура и знаење. Да, за благо родите. дете тоа, благо дете, знаеш, мора да Јас мислам дека гледаш. тоа треба многу на децата да им се посочи, прави, да се вложува во нив, заради тоа што ако ги остеш така на страна као ајде седи дома играј само со компјутерот или со телефонот, може би нема баш вистинскиот правец да го најдат. Сега да бидам искрен, Каролина е поише околу него, јас и често и не сум дома, да души она не е, ама јас повеќе не сум дома, така да и немам нерви за да седам да пишувам домашно школа, тоа немам нерви за тоа, за жал, немам нерви. Лошо звучи, ама ете така е, стварно немам некако не можам да седам да пишувам домашно, ми е као Ма комотно ти ја гледаш дека жена ти тоа го прави, па не, ама она пошто сега она има педагогија завршена, она стари наставник по македонски. Да. Има работено и во школа, порано сама си даде отказ од школа и као не е за мене. Премногу администрација, знаеш. Сакаш со деца да работиш, ама те гнјават со ваков дневник, таков дневник, вакво, напрето. И батали. Инаку ги сакат децата, сака да работи многу со деца, има огромна љубов кон децата, да речеме јас таа наклонетост кон деца толку многу немам, значи немам тој тип на поинаку сум скроен, подинамичен сум, знаеш. Немам поинаку ми е темпото на функционирање. И не со деца сум малце понастрана. Јас си поздравам оваа прилика есе кафе, кои се наши пријатели. Јас пијам безкофинско кафе, за жал ти беше пиен кафе пред да дојдеш. Само што пием, да. Така да не веројатно си го пробал, има навистина многу добар вкус. И тука ни се и бадал, кои ни се пријатели исто така. Оваа бадал бајадера има преубав вкус и сите овој ликер кој ќе го пробуваат има навистина со еден шмек таков како десерт да јадеш, како вистинска бајадера со лешник и чоколада, така некај баш пријатен вкус. Ти го пиеш антикот. Да, антикот јас си го пијам и дома, многу е убав. Тоа е добар дигестив и Одличен. за желудник и за варење е супер. Добар и после третата чаша многу е добар. После третата чаша беше и за расположение е добар. Одличен. Така. Секако дека ќе ги поздравам и ФОН универзитетот, кои се наши пријатели, каде што еве ги снимаме овие подкасти, Технолошкиот парк веќе го виде N99, кој ќе нуди многу напредни технолошки моменти, решенија,
сите луѓе кои сакаат да погледнат нели во иднината и да се едуцираат, научат и соработуваат. И така, ќе се продолжиме со муабетот, секако и Checkmate, тука ми се мојата продукција со која ги реализирам сите овие снимања кои се навистина спремни дечки со се и може да забележат нашите гледачи дека навистина се не е безпрекорно. Имате избришани прашина, гледам. Да, све избришено, све средили, не бришат оние, ама секогаш внимаваат нешто да не недостасува. Карени се тука, кои ни го редуваат нашето студио со овие прекрасни детали. Ако сакаш нешто за дома, да ти биде оригинално, да биде така, некои детали ќе биде. Се устава од Каре, да, сите се од нив овие. Сликата и сите овие. Сликата од преска гледам, баш ќе те прашував после од кај. Да, многу е интересна, специфична. Така да имам навистина добри подржувачи, пријатели, соработници кои ми е драго што се така фино избрани, фино селектирани за овој проект целава сезона да функционира како што функционира. Сега ќе најавиме нешто ново од тебе. Значи ти таа турнеја ја заврши претходната и сега веќе ми рече дека денеска снимаше најава за нова турнеја. Денеска излезе најава. Так, денеска ќе излезе најавата, супер. И мислам дека сите твои обожаватели и сите оние кои го сакаат во хумор ќе ги израдуваат. Тоа со оглед на тоа дека турнејата ќе биде по многу градови низ Македонија. Не мора да доаѓаат во Скопје, не мора да идат само во Битола или не ги малтретираме доаѓаат. На колку места ќе биде? Значи, како е предвидена? Како е насловена? Што е? Да, значи турнејата се вика ChatGPT и македонците. Тема која што баш пресако ти кажав дека одам ке сите да видам на сценава какви теми се разработуваат. Вештачката интелигенција практично и да не е сериозно застапена кај на сценава на ниедно друго место. И затоа направив, ги мапирав темиве што се присутни последниве година дена кај колегиве и гледам дека вештачката интелигенција е само вака помалце тук-таму начната, меѓутоа не е длабоко така навлезена. Заедно со Божидар Божиновски го работиме повторно текстот и можам да ти кажам дека внатре во текстот има фактички проба, си дадов предизвик, некако се чувствував лесно низ години, последните 2-3 години која тема да ја фатам лесно, ми оди, брзо искача текстот и ви со Божо седим и му викам брато, дај викам да фатиме нешто што е тешко да се сработи, значи ми треба предизвик. Се осеќам како да немам предизвик веќе 2-3 години, знаеш. И решивме да го споиме ChatGPT, односно вештачката интелигенција. Сега ChatGPT која референца го земе, пошто е најпопуларно. И решивме вештачката интелигенција да ја земеме и да ја споиме со да ја проткаеме кроз нашиот менталитет, кроз она што нас не чини македонци, да го спуштиме тоа на некое ниво такво интересно, да биде испреплетено, внатре да има теми кои што се пази, темата е цело време присутна, затоа ми е предизвик бидејќи станува збор за една голема тема. И најтешко е како комичар да извадиш и да држиш внимание на една голема тема. И ние постигнавме ефект, бидејќи јас го пробав во Public Room 3 пати настапот, новиот текст. Прошлиот овој ноември сега што помина, направив 3 настани да го пробам, да видам како ќе движи и стигнавме до таму да направиме текст кој што практично е една голема тема и најтешко е да држиш внимание ти на публиката која што знае цело време дека е една голема тема. Знаеш, ти станува и кажеш добро се ај за ChatGPT ли ќе збориме цело време, дај смени нешто. Го постигнавме ефектот каде што темата е тука лебди у воздух, но публиката во еден момент не ја осеќа дека збориме за вештачка интелигенција, а цело време е присутна. Како подтема, како тема во компарација зборуваме за нашиот систем, за здравство, за оние бабини деветини наши, за семејство, за мама, за тато, за политика, за бабати, за некои работи од времето, кога сме биле деца, како е денес, значи вести, сето тоа е испреплетено, а цело време е проткаено со вештачка интелигенција. Значи, една многу захтевна тема и, да речам, тачната дефиниција ја даде една девојка на вториот или на третиот настап во Public Room, која што дојде и ми рече, Боки, јас те пратам од првите настапи у Jukebox. Јас само ја гушнав. Викам, свака ти час, како си издржала ти да ме гледаш 15 години. И вика, во Скопје скоро да ти немам пропуштено настап, сите шоуа сум ти ги гледала, сите наслови сум ги гледала.
И ми вика, ова денес, ова се незини зборови. Вика е докторат за комичар. И тоа е најточната дефиниција за овој текст. После 15 години многу ми е драго што Господ ми ги нареди коцките, да тој предизвик што си го зададов, да ми биде тешко. Јас 3 месеци не спиев, маја. Јас бев нервозен, цело време легнував, станував, да, тешко ми оди, не ми оди, ми заглавува тука, не е интересно, досадно е. Една тема е, се осеќа, мора да се измеша, не е добро. Една верзија, друга верзија, трета верзија, четврта верзија. Една изведба, јас не бев задоволен, луѓето се помина, окей, убаво им беше. Втората изведба многу подобра од првата, третата више беше хаос, мислам, ја не успев да го докажам текстот, колку беше добро. Значи, сакам да ти кажам, добив еден текст кој што мислам дека на едно друго ниво ги комуницира темите и дека поставуваме некој стандард во текст, збориме сега со оваа турне, и баш доаѓа во вистинско време, кога на другава страна имаме полови органи, пениси, вагини и нецензуриран пристап, демек нецензурирано, демек идеме појако, нецензурираното е да го оправдаме дека ќе збориме за полови органи, мислам, што да ти кажам. Сега, овде ќе имаме текст кој што го нуди сосема спортивното и дава едно ново ниво, барем сега со така си го доживувам, но е во исто време едноставно за конзумирање. И во тоа е најтешкото, на што го зборевме со Меси како дрибл. Да. Колку потешко е, толку поедноставно ти го носи, значи он го донел на тоа ниво да тебе ти изгледа лесно. И баш сум горд на тоа. У старт сум среќен што имам. Стига друг те прати, него баш да му оди као... Не, му оди, значи тебе те вози пришата, ти не можеш да ја осетиш него. Јас си ги знам маките, сега ги споделувам со луѓето од другата страна што се све се... Како тоа изгледа, да, што све се случи, за да дојдеме до таков продукт, и би беше многу тешко од август негде до крајот, до средина на октомври, ноември таму, значи ми беше пекол, буквално не можев да се нити дома некој да ме поднесе, нити ја да се поднесам, и тоа е жртвата што во принцип нормално не се гледа. Ќе резултира со еден успешен проект што сигурно ќе те значи многу, да. А и на публиката, на сите ни треба релаксација, сите ни треба такви културни случувања, забавни случувања, стендапите се беше на релаксација, отпуштање. Градовите се да не ги заборавам, значи сакав да ги спомнам. Пошто имам пораки сега, пошто ме абстинирам, зборам од градови, ме нема. И сега на мерки ми пишат Битола кога, викам друже октомври, леле далеко е, викам знам, ама има зашто, почекај. Значи идеме вака, да ги наредиме вака: Тетово, Куманово, Велес, Штип, Струмица, Гевгелија, Кавадарци, Прилеп, Битола, Охрид и нормално финалето е во Скопје. Можно е да има и бонус уште 2 до 3 градови максимум, не ги откривам сега, бидејќи опипаваме терен. Стана збор за градови каде што многу ретко има стендап и многу ретко има културни случувања, да, и каде што луѓето се желни, но проблемот е што купуваат карти во последен момент, пошто немаат навика. Знаеш, и сега у турнеа тоа е стрес. Да. Знаеш, ти у Битола си, не знам, појма немам, на месец дена пред представа си 300 карти, ваму на 2 дена пред представа си 50 карти и дента ти е полна салата, пример. Да. И за тоа е стрес кој што како артист во турнеа, знаеш, не сакаш да си го дозволиш, немаш потреба, бидејќи другиве градови, знаеш, си имаат навика луѓето, а од друга страна сакам да им пружам и на тие луѓе, и бараат, сакаат, меѓутоа можеби откако ќе заврши турнеата првата недела од декември, значи почињаме негде крајот на септември, завршуваме крајот на ноември, и ќе оценам, ако Скопје оди брзо, кој ќе се продаде Скопје, ќе оценам дали ќе одам во тие 2 града 3+. Ја ќе ти посакам среќа, верувам дека супер тоа ќе функционира. И дали можам да кажам кои ми се генерални спонзори или не? Кажи. Па ајде сега, ајде добро. Да не бидеме лоши се. Да не бидеме добро. Па сега дел од приказната се ми е грев. Ја ги поздравувам сите луѓе, без разлика сега дали се мои спонзори, твои спонзори, чиви да се, сите луѓе кои инвестираат во културата, во квалитетните проекти, заради тоа што без нив па и не може да се опстои. И треба да има што повеќе такви. Па без да кажам, Спар маркетите се, значи не е Шпар, Шпар е у Германија. Добро. Сам така се изговара таму, тука кај нас е Спар, пошто
гледам дебата има Спар ли е Спар ли, кај нас овдека е Спар. Добро. Значи Спар маркетите ни се генерален спонзор и зошто ги спомнувам, зашто сакам да ги спомнам пред се, бидејќи да немав генерален спонзор, најверојатно картите ќе беа малце повисоки, вака се на некоја символична сума, значи низ Македонија картите ќе бидат 400 денари, значи Баш символично. сега не е фер кога веќе имам спонзор кој што ќе покрие се што треба да се покрие, да им лупам на луѓето карти по 10 евра и стварно еден Робин Худ момент, сакам секој да си го може да си го дозволи и затоа сакам да ги спомнам. Во Скопје стварно ќе бидат исто картите ќе бидат 600 и 700 денари. Во Скопје ќе биде во ресторан Парк и од причина што имав опција и за филхармонија и за опера и балет, меѓутоа не сакам луѓето да плаќаат скапи карти за да ме гледаат. Тоа е некако, јас не живеам од стендапот, не ми е битно дали ќе донесам дома плюс пари од настапи или не, и не сакам луѓето да размислуваат дали имаат пари да дојдат, туку само дали можат да дојдат, дали се слободни, знаеш. Ете една премиса моја е како не живеам ја од публиката, живеам за публиката. Сакам секој да може да си го дозволи. И затоа одиме во ресторан Парк, што има одлична репутација, висока репутација во градот, значи еден елитен ресторан. Ќе биде наредено како гледалиште, нема да има ресторански елементи, значи ќе биде буквално како сала, ќе има 600 седишта. Да, тоа сакам да те прашам за ресторанот, не знам колку е пример згодно за да секој Не, ќе биде како театар наредено. Значи ќе биде шемата ќе биде како театар во коцка, ќе има 600 седишта ќе има и ќе има 200 седишта што ќе бидат напред, са малце понапред и ќе бидат со 100 денари малце поскапи бидејќи искуството е малце поубаво напред, најчесто јас го комуницирам првите 2 реда ги комуницирам и малце доживлеавате поубав, да речеме, по ексклузивен е, сакаш ако те чепне, ако ти зборне, ако ти ќе го памтиш, знаеш. Така да, ете, крајот на ноември ќе биде финалето во Скопје. Таму. Значи ќе те гледам таму. Ова е во знак на благодарност на твоето присуство, повели од Падал Антик за тебе. Падал си го пијам дома, не го кријам тоа, мада сега сум на строг режим. Па да, секој пат кога правам турнеја, но 7-8 месеци пред тоа влагам во така. Со тренер, со вежбање, со све, со храна, со исхрана. И треба кондиција, значи, за тие настапи. Сакам да сум скроз спремен, пошто кроз физичкото и психичкото го тренираш. Знаеш, едно со друго е поврзано и многу полесно го издржуваш и притисокот и стресот кога си спремен во кондиција. И мозокот на сцена ти е на друг левел кога не јадеш глупости, туку кога си на протеин, кога си непрејаден, кога си, знаеш, побистра ти е мислата, не знам како да кажам, мозокот ми работи подобар. Да. Супер. Драго ми е што си споделивме вака, а особено тоа што најавивме твојата. Тебе ти се падна, не сакајќи ексклузивата, за да ги Твоја среќа било. Така е. Гледаш како памтиш пред години кога сум ти кажала дека ќе успееш. Значи заслужено тоа така се враќа. Браво. Верувам дека ќе се израдуваат гледачите дека ќе ги исполниш со некое убаво искуство, со пријатно доживување на тие твои настапи. Токму заради тоа и сакав да споделиме твојата равенка, начинот на кој ти функционираш, начинот на кој ти доживуваш позадински сите тие работи за да изгледаат на сцената или на пред луѓето или не знам на тие клипчиња кои ги снимаш, ведри да смеани лабаво и опуштено, што сето тоа што така изгледа не е баш така и позади. Има еден труд, има еден пат за да се стигне до тоа. И токму во ова издание на Равенка за успех го споделивме твојот начин на функционирање, твојот пат до успехот и верувам дека ќе имаме повторно за некоја временска дистанца од денес па натаму кога ќе споделиме нешто добро. Со оглед на тоа дека сум пред многу одамна сме биле, нема да чекаме толку, ќе има уште многу поводи за дружба. После турнејата, јас веќе ми е во подготовка следниот проект, веднаш почнува. Сам веќе 2 проекти се припрема. Едниот ќе почне веднаш наредната година, негде од март месец. А другиот ќе биде нешто што еден исчекор кој што
Мислам дека не мислам до сега не го направил ни еден македонски комичар. Така да ќе има повод да се видиме, се надевам за некои 2 години од денес со една поинаков тип на една нова приказна, да речам. Здравје, се надевам дека ќе биде тоа нешто. Господ да ни даде прво здравје. Прво здравје, а и успешни проекти и Прво здравје да ни даде, па другото ќе си дојде, да. Така. Фала ти уште еднашка. Фала ти многу и јас ја пратам некој време твојава емисија и многу не кашлај. Вика Бојко, не кашле. Мора бе живи луѓе се позади. У короната. Се позади кам. До него седи у короната дека не кашле. Ја гледам некој време емисијава и рилчиња ми скачаат чисто, некога емисија имам и гледано вака со мотање. Интересни делови си бараш нормално. Да. Што ти си интересни со некои гости и баш си викав ќе ми биде драго еден ден и јас да ме викнеш и ми е многу драго што ме викна, пошто си стварно од оние old school новинари кои што го имаат тој момент на знаат да излечат есенција, а при тоа да не ти постават глупи прашања. Ти благодарам многу. На ова искрено ми значи, затоа што сите ние се трудиме нели да опстоиме, ама на вистински начин да опстоиме на сцената. Си го држиш нивото. Да не паднеш по секоја цена да правиш прегледи. Така е. Така е. Тоа ми би значи мене искрено и да тие прегледи се од луѓе кои знаат што сакаат и кои знаат како и што треба, нели да има некакво убаво ниво, а јас секогаш давам поддршка на луѓето кои успеваат и кои се трудат од мој новинарски аспект, ќе кажам, затоа што во оваа мала наша државичка треба да им се признае на луѓето кои се успешни, затоа што ние сме како народ, се ова да не звучи како критика, ама секогаш фокусирани да ги бараме маните. Јас сакам да ги барам добрите страни. Не сме само ние, цел Балкан е тоа. Може би да, ама да не бидеме престроги сега, не чиниме. Цел Балкан е тоа. Така ама сме скроени. знаеш, онака ми е некогаш и криво кој ќе видам за некој успешен човек. Ама добро, види, тој е таков, ама она другото. Ако не беше овој, оваквото, но онаквото, он немаше да биде оваквото. Така. Ама како и да, имаме многу квалитетни луѓе и во естрадата, и во музиката, и во глумечката фела, и во сите други професии и треба да се изреспектираат и да се стави акцент и да се испочитува тоа што го прават. Уште еднаш ти благодарам и верувам дека уживаа нашите гледачи.